Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание објавуваме. Европската комисија го расчисти патот за почеток на преговори со Северна Македонија. Дали денешниот мини извештај може да го премисли холандскиот парламент за Албанија? We hope that this is a good basis for them to be able to take a positive decision in the next few weeks and well ahead of the Zagreb summit. Зошто немате пристап за лицата со количка што се надвор? Не може да влезат. Знам дека така, но не знам што кажам. Каква е легалната, а каква реалната страна на животот за лицата со попреченост? Ние бараме целосна промена на приоритетите во однос на општеството кое што го имаме, со ставање на животната средина на прво место. Сторија за следбениците на Грета Тунберг во земјава и ефектите од нивниот активизам. Или на секој психијатар има околу 130 пациенти, што е далеку од европскиот просек кој пропишува дека еден психијатар треба да работи со најмногу 50 зависници. Друго е да може да те види секоја недела, например, по пола саат, друго е да у месец и пол да те види еднаш. За сега ништо од дисперзија на центрите за лекување зависност од дрога. Ова е само најава, со сториите се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Жител на Делчево со телесна и ментална попреченост ја тужел и ја добил општината на суд за дискриминација затоа што долго време не можел да го напушти домот, бидејќи излегувал директно на прометна улица. Но ова е изолиран ваков случај во земјава, иако секој петти наш сограѓанин има некаква попреченост, а со тоа и проблем да се движи по неприлагодените инфраструктура или јавен превоз. Каква е легалната, а каква реалната страна во општеството што сака да се нарекува инклузивно? Од Славица Филиповска. Северна Македонија, заедничко еднакво општество на сите граѓани е концепт во кој силно верува. Општеството кое е фер и правично за сите. Ромската заедница, ЛГБТ, не знам, маргинализирана, инвалиди, така натаму. Напредуваме правата на лицата со попреченост. Едно општество за сите. Додека мнозинството ИТА, секој пети наш сограѓанин има проблем ако излезе од дома. Лицата со хендикеп се во домашен притвор. Доброволен, нормално. Едно општество за сите. Има ли место во тој ваш концепт и за... Апсолутно дека има. Добар ден. Да прашам, зошто немате пристап за лицата со количка што се надвор? Не може да влезат. Знам дека така, но не знам што кажам. Иртан и Абас немаат друга опција освен да се снаоѓаат во сообраќајниот хаос и со бариерите. Автоматизираните колички по цена од 800 евра ги набавиле од странство со помош на нивното здружение. Така полесно сами ги напуштаат домовите. Но çdo ditë është përmjerim për neve. Çdo ditë mendojmë si të na ndihmon dikush. Може рампава. Може да ни помогне некој? Кај е шоферот? Ова работа е катастрофа. Ни една рампа не работи. Шофер! Шофере, нема да ни помагаш сега да се симнеме? возачот на крај се смилува и им помогна на патниците, но битката со ЈСП ја водат откако се набавени автобусите. Јавното предпријатие би обезбедило еднаков превоз за сите, само доколку ги сервисира постоечките рампи на автобусите. Само во првите 3 квартали лани ЈСП имале приход од 21 милион евра. На онлайн пазарот, нова рампа се наоѓа и за $350. Се работи за ваков тип на вградена рампа, на која луѓето со количка без да молат за помош би можеле да се качуваат во автобус. 15% од возилата во кои што не функционира системот на пристапните рампи, значи дефектите се од различна природа, но генерално
Тие се лесно, да речеме, расипливи, односно сензорите кои што се дел од тие пристапни рампи се постојано, значи, експлоатирани се на надворишните влијанија, сето она што го има на улиците, камчиња, прашина, кал, вода, слично. Предпоставам не е голем трошок за ЈСП, бидејќи располагате со големи средства. Еден сервис, една рампа не би требало да вечери многу пари и време. Пари и време, добро, релативна појава, многу или малку, меѓутоа сепак немам конкретна информација. Обезбедувањето непречен пристап на луѓето со попреченост е прецизно уреден во правилник на Министерството за транспорт и врски. Сите јавни и приватни објекти се должни на влезовите да стават рампи. Рампата треба да е накосена до 5 степени, да е направена од материјали кои спречуваат лизгање и да има ограда неосетлива на термички промени. 2 рампи има поставено Државниот завод за статистика, иако не е толку фреквентна институција. Инвестицијата ги чинела околу 1700 евра. Во управата за водење матични книги, каде секојдневно е врвулица од луѓе, ставиле рампа со косина која тешко се совладува и со каква било количка. Правилникот ги опфаќа институциите, училиштата, угостителските места, пошти, банки, автобуски станици, културни и спортски објекти и секој стамбен и деловен субјект. Секој јавен или приватен субјект уште во фаза на проектирање треба да ги земе предвид условите за пристапност за сите граѓани. Така налага и Законот за градење од 2010 година. За постарите објекти прилагодувањето е предвидено при евентуална реконструкција. За непочитување на стандардите би требало да следуваат казни. Од 6.500 до 10.500 евра е казната ако проектантот не предвиди непречен пристап во и до градбата. 21.000 евра е казна за проектантската куќа која ќе нацрта непристапен објект. 6.000 евра за одговорното службено лице кое ќе издаде одобрение за незаконска градба. 17.000 евра е за изведувачите на незаконитиот објект. Евентуалниот пропуст може да го чини до 8.500 евра инженерот за изведба. Од 3 до 6.000 евра глоба им следува на одговорните лица во општината ако при изградба или реконструкција на постоечките јавни површини, пешачки патеки и слично не постапат по закон. Нема санкции, нема казни и самите луѓе не можат дури да сакаат да тужат, веројатно прашање дали имаат пристап. Значи, зборуваме за објекти кои што се од 2010-та. При самата реконструкција на старите објекти кои што се прават, обврска е на тие институции да го запазат ова, за кое што зборуваме, кое што е предвидено согласно новиот закон и согласно правилникот. И мора, ако сакаме сите еднакви да бидеме во ова општество, да се овозможи на тие лица да го искористат тоа право кое што го имаат и законски согласно правилникот. Но знаете како функционираат институциите под притисок од повисоко ниво. Никој доброволно значи обврска, пак ќе кажам, на од локално значење обврска е на општините да го регулираат сиот овој процес. Но зошто не се стави високо на агендата? Еве денеска имате владина седница. Кој е тој што можете ли вие да предложите на владините членови да се издигне ова прашање на повисоко ниво и за да се земат сите обврска во својот домен да... Значи јас тоа можам да го поставам, но се разбира дека многу е битно и да се почитува закон. До сега во јавноста одекна само еден пример на пресуда и тоа против општина Делчево за дискриминација врз основа на ментална и телесна попреченост. Тужителот долго време не можел да го напушти својот дом, бидејќи излегувал директно на прометна улица, што му предизвикувало страф и несигурност. Судот во 2015 година е задолжил општината да изгради ранник и тротоар согласно техничките стандарди за лица со попреченост. Ова изолиран пример од тужбите се реткост, но ако има пари да се реагира по правосилна пресуда, зошто пречките не се отстрануваат пред работата да дојде до суд? Годинава државната каса тежи 3,9 милиарди евра. Единствената ставка која директно ги опфаќа и лицата со попреченост се пари за социјална заштита. Од движењето против хендикеп Полио Плюс проценуваат дека 20 до 25% од граѓаните имаат некаков вид на попреченост, а буџетските пари се проектирани да ги опфатат само луѓето со 100% попреченост, и тоа како социјални случаи. Тие се повикуваат на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност, според која земјите подписнички како Македонија мора за секој сегмент од живеачката да обезбедат непречен пат за интегрирање на луѓето со попреченост. Прашање дали воопшто знаат обврските кои што им произлегуваат од Конвенцијата за правата на лицата со хендикеп. Еве сега е популарно нели за загадувањето и да го намалиме загадувањето и викате дека ќе пристапите кон
намалување или забрана за движење на автомобилите и колите, мора тогаш да го поставите прашањето како тоа ќе се одрази врз заедницата со хендикеп, кој што е единствено превозно средство им е колата. А при тоа никаква друга инфраструктура вие не сте изградиле. Има многу прашања, меѓутоа за жал ни една буџетска ставка, ни една буџетска линија, ни една мерка од државата во основа не се разгледува од аспект на интересите на заедницата со хендикеп, што повторно кажувам е голем сериозен хендикеп за самата наша држава. Покрај социјалните трансфери, пари од буџетот се слеваат и во Агенцијата за вработување, во посебен фонд за обезбедување на услови за вработување и работење на инвалидните лица. Без да обезбеди услови за да стигнат до работа, државата помислила да ги стимулира фирмите да вработуваат луѓе со попреченост. 360 степени веќе објави дека оваа мерка се злоупотребува и дека лицата, иако пријавени, не одат на работа. 20% од заедницата, ако ти е целосно исклучена и не ти е вклучена како потрошувач, како работник, кој што може да придонесе во државата, нели, со својата работлива, својата економска моќ, може би со својата креативност, ти целосно ги тргаш од пазарот и тоа влие врз економијата. Исклучиво тие луѓе ти се ставени на трошок. И додека државата каска со интеграција на лицата со попреченост, група на млади програмери сакаат да станат херои. Тие изработиле софтвер за така наречена паметна инвалидска количка. Придружната опрема може да се вгради на каква било количка, а рутата на движење и моменталната состојба на корисникот да се следат преку сензори кои испраќаат пораки до мобилна или веб апликација. Мотив на групата и нивната другарка Вероника, но и други блиски кои се 100% парализирани да ги извлечат од дома. Со помош на ова иновација ние ќе можеме и со помош на очила да им овозможиме на самите лица со помош на камерата да гледаат на различни страни и во зависност од насоката на која што гледаат, камерата да детектира на која страна е погледот на лицето и количката соодветно да се движи. Например, ако лицето гледа право, камерата сигнализира дека ирисот од околото е право и количката се движи во насока право. Целосната опрема што треба да се постави на една количка би чинела од 50 до $60. Со движење на окото количката би се движела без физички напор, но бариерите околу нив сепак ќе останат. Ние развиваме концепт кој што е на доста високо напредно ниво, со кој што им овозможува на лицата да се движат во општеството. Ама треба државата да е свесна дека условите кои што се во општеството треба да прилагодливи за таквите лица. На младите иноватори им треба уште 1 месец за да го развијат прототипот на паметната инвалидска количка. На државата и општеството ќе им треба многу повеќе време за да овозможат уставно загарантираната еднаквост, да не биде привилегија сепак само за дел од нас. По денешното објавување на мини извештаите за Северна Македонија и за Албанија, Европската комисија ја штиклираше и втората завршена задача од 3 што си ги зададе во планот од преземањето на должноста во декември. Првата беше објавувањето на ревидираната методологија за преговори, а третата е одлука за почеток на преговори за членство со Скопје и со Тирана кон крајот на март, што всушности не зависи од комисијата, туку од државите членки. Со извештајот и усвојувањето на законот за јавно обвинителство, за земјава се чини патот е целосно расчистен, па главното прашање сега е дали денешниот документ може да биде доволна основа за холандскиот парламент да се премисли или барем да се согласи со некаква меѓуваријанта за Албанија. Повеќе од Владимир Мирчевски. Како што најави еврокомесарот Оливер Вархеј, мини извештаите што денеска ги усвои и објави Европската комисија за Северна Македонија и за Албанија се фактографски на само неколку страници, за земјава на само 6. Дали ќе се исполни вториот дел од изјавата на Вархеј дадено од Прага дека со ваков пристап земјите членки тешко ќе можат да им противречат на нодите во извештаите и потврдените препораки за почеток на преговори, ќе треба да се почека до заседанијата на Советот на Европската унија кон крајот на март. Сепак првиот тест за извештаите, особено за оној за Албанија, ќе биде многу порано, на 17 март, кога за ова прашање ќе дебатира Комисијата за европски прашања на холандскиот парламент во присуство на шефот на холандската дипломатија Стеф Блок. Хрватска, која е председавач со Советот на ЕУ, ќе турка одлука за двете земји во пакет. Ова беше одговорот на шефот на хрватската дипломатија Гордан Грлич Радман на прашањето на 360 степени за време на неговата денешна посета на Скопје.
самото неколкудневното доцнење во објавувањето на извештаите, спред некои информации од комисијата е за да им се даде можност на поскептичните земји членки непосредно, директно да се уверат дека ситуацијата со реформите и со напредокот ќе одговара на тоа што комисијата го пишува во своите извештаи. Сега прашањето е колку заклучокот кој што го донесе комисијата, особено за Албанија, ја олеснува работата на Советот на Европската Унија за од една страна да турка одлука за двете држави наспроти некои струи во Европската Унија, кај некои земји членки кои што можеби се поскептични во однос пред се на Албанија, дали таа заслужува да добие позитивна одлука за почеток на преговори. Постои едно добро, позитивно расположение, па чак и скептичнije zemlje možda koje ste vi kazali da postoje, mislim da idu u pravcu pozitivnog stava kada je u pitanju otvaranje pregovaračkog statusa sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Kada vi govorite o Holandiji, kada govorite o Danskoj, onda znate mi ne stojimo skrštenih ruku, nego aktivno radimo, djelujemo izravno i neizravno. Mi se susrećemo s ministrima, s premijerima. Naš premijer Andrej Plenković ima veliki utjecaj. Dakle, mi aktivno radimo da i Sjeverna Makedonija i Albanija, da se za te dvije zemlje otvore pristupni pregovori s Europskom unijom. Министерот за надворешни работи Никола Димитров, кој му беше домаќин на хрватскиот колега, смета дека извештајот на Комисијата за Северна Македонија е реален и резултат на сработеното. Димитров зборува за првични позитивни сигнали од државите членки на Европската Унија. На работно ниво, информациите што ги добивме говорат дека земјите членки ценат дека извештајот е реален, нашиот извештај, укажува на работите што се направени и дека ги имаме исполнете условите за почеток на пристапниот процес. На политичко ниво премногу е рано, во некои земји по механизмот на одлучување се вклучени и парламентите, како што е Холандија. Меѓутоа и извештајот на Комисијата за европски прашања на холандскиот парламент исто така во некои делови се поклопува со извештајот на Европската комисија, објавен беше пред неколку дена и исто така е позитивен, меѓутоа ставот на Холандија ќе го чуеме по дебатата во парламентот. Во секој случај првичните одгласи се дека е реален, дека е представен прогресот, дека е многу конкретен. За политичко ниво ќе треба да почекаме уште повеќе. Прво, немаше многу време, а второ, има и многу други прашања со кои што се бават колегите од земјите членки овој период, посебно овој викенд ситуацијата. Европската комисија, која стои зад извештаите, верува дека тие, заедно со ревидираната методологија, може да доведат до одлука за почеток на преговори со двете држави. Комесарот Вархеј во писмената изјава зборува за одлука во март, што го потврди и портпаролката Ана Писонеро на денешната редовна пресконференција во Брисел. Well, as you know, the Commission presented a revised proposal for the methodology of the enlargement process some weeks ago. We hope that this proposal will work for both sides. It also takes into account, as you know, some of the concerns Member States expressed. And we think that in parallel with this proposition, and with the reports that we present today that clearly show that both countries have continued to do tangible and sustainable progress on key areas of reforms that were actually identified by the Council, we hope that this is a good basis for them to be able to take a positive decision in the next few weeks and well ahead of the Zagreb summit. Ова е оптимистичкото сценарио. Но што ако државите членки на Европската Унија повторно не успеат да постигнат консензус за почеток на преговори, барем со една од двете земји кандидатки? За оваа динамика со Албанија, тоа е одлука на земјите членки. Да бевме ние на масата, ние исто така ќе поддржавме отварање на пристапни преговори со Албанија. Прво затоа што сме соседи, второ затоа што е тоа добро за регионот, трето затоа што тоа го заслужуваат.
Меѓутоа, исто така, морам да кажам дека целосен неуспех, ако нема ниту една позитивна одлука, после се ова што се направи изминативе години, практично најголемата колатерална штета ќе биде токму на политиката на Европската Унија во однос на нашиот регион. Ако има нула успех во следниве седмици и месеци, тоа практично ќе биде знак дека вратата Европската Унија ја затворила. Затоа е влогот многу, многу голем. И сега ќе треба многу мудрост како од оваа комплексна ситуација да се извлече најдобро што може, и тука мислам дека нашите хрватски пријатели ќе бидат од голема помош. Благодарам. Советот за општи работи под хрватско претседателство ќе заседава на 24 март, кога е првата можност за одлука. 2 дена подоцна се состануваат лидерите на ЕУ во форматот на Европскиот совет, која е втората можност за одлука ако претходно нема консензус на министерско ниво. Од секои 100 наркозависници во земјава кои инјектираат дрога, само 27 се влезени во државните програми за лекување. Иако бројките се задоволителни на ниво на регионот на Западен Балкан, земјава сериозно заостанува зад европскиот просек кога е во прашање рехабилитацијата и ресоциализацијата на лицата што имаат проблеми со дрога. При тоа пречка не се само недостатоците во здравствениот систем, туку и нивото на јавна свест. Сторијата е на Петар Клинчарски. Минатото лето беше особено жешко во Скопска кисела вода. Локалното население зовре против Центарот за зависници. Се боцкаат на недолични места, што се вели, а нашите деца се принудени да ги гледаат сите тие работи. Јавниот притисок го натера Министерството за здравство да најави распределба на дел од пациентите од кисела вода во поликлиниките Јане Сандански и Ченто и психијатриската болница во Бардовци. Сликата која што ја имаат сега не е вистинската и таа која што ќе биде ако се случи дисперзијата. Но потоа протестираа жителите околу поликлиниките Јане Сандански и Ченто, па дисперзијата никогаш не се случи. Дали се смени нешто во кисела вода? 7 месеци подоцна, околината околу Центарот за зависности во кисела вода делува за нијанса подобро. Нема зависници што се боцкаат јавно и расфрлани шприцеви. Повремено, обиколка прави и полицијата. Дали нешто е сменето и од внатре? Не добивме одговор на ова прашање од персоналот кој работи во Центарот за зависници. Бројките покажуваат дека состојбата е сепак незадоволителна. Во моментот, Центарот за зависници во кисела вода обслужува околу 530 корисници на метадонска терапија. За пациентите се грижат 4 психијатри, 2 социјални работници и 2 психолози, или на секој психијатар има околу 130 пациенти, што е далеку од европскиот просек кој пропишува дека еден психијатар треба да работи со најмногу 50 зависници. Проблемот со недостигот на персонал е видлив и за самите корисници на Центарот. Нормално дека 2 доктори, ако имаат 50 пациента, е една работа, ако имаат 500 пациента, е сосем друга работа. Друго е да може да те види секоја недела, например, по пола саат, друго е да у месец и пол да те види еднаш. Откако не се случи децентрализацијата на центрите за зависности во Скопје, за пациентите остана проблемот на патување од други општини до кисела вода, за да се лекуваат. Некои мораат да менуваат и по неколку автобуси, а трошоците ги плаќаат од свој џеп. Општинска база би било најдобро решение да секој да си ја подига терапијата на, например, тие што живеат у Чаир, у поликлиника Чаир, тие што живеат у Карпош, се у 8 септември. Еве на 8 септември е добар пример дека тамо
си функционира, никогаш немало проблем. Центарот во градската болница 8 септември од 2012 година ги лекува само пациентите со лична карта од општина Карпош. Но тој не е дел од програмата за децентрализација на програмите за зависности во град Скопје. Бројот на пациенти овозможува поголема контрола на пациентите. Да речеме, особено ако одреден број на пациенти секако стабилни и со години, нели, се на субституцијски третман, јас само сакам да потсетам дека 43 или 44 пациенти со лични карти од општина Карпош си беа пренасочени од центарот во Кисела Вода. Тоа можеби не значеше растретување за тимот на моите колеги таму. Меѓутоа, тоа е една добра половина од сегашниот број на пациенти, што е над 80, која што како таква дојде од програмот во Кисела Вода. Психијатарот Костовски го поддржува планот на Министерството за здравство за дисперзија на центрите во другите општини, но предупредува дека новите центри ќе се соочат со проблемот на актуелните центри, немање стручен кадар. И отварањето на тие центри и свежиот мирис на боја из таквото шалтерско што ќе биде поставено, ќе треба некој да оди да работи во тие центри. Другата опција што се разговара, што е предмет на големи дискусии, понекогаш и на мисперцепции, на емотивни реакции и на потреба да се нешто направи, да жално е да постоечките центри се на некој начин пополнат по некој принцип. Тогаш пак имаме пад на квалитетот на третманот во тие центри. Без доволно персонал, центрите за зависности во цела држава се претворени во шалтери каде се подига терапијата, а без медицински надзор и соодветна психосоцијална поддршка се доведува во прашање успехот на третманот и се случува злоупотреба на метадонот. Овие заклучоци се дел од истражувањето на невладината ХОПС за квалитетот на програмите за лекување за 2019 година. Генерално никаде не цветат рози. Зошто? Затоа што сегде имаме одредени видови на проблеми кои што или ги немало во минатово или не биле толку големи. Но министерот за здравство Венко Филипче убедува дека решението кое го подготвило ресорното министерство ќе ги искорени овие појави. Со дисперзијата, вели Филипче, ќе исчезне и злоупотребата, бидејќи ќе се намали бројот на пациенти во еден центар и терапијата ќе се зема под медицински надзор. Малку ретариравме во изминатиот период заради некои други активности кои што ги имаше во рамките на здравствениот дом во Скопје, понатаму заради административните пречки за доделување на просторот од здравствен дом кон психијатриската болница, значи требаше се помине на административна процедура и сето ово одзема време. Значи да се направи план на и распоред на здравствени работници, да се примат здравствени работници на работа, значи тоа е оној целокупен процес на обезбедување финансиска согласност, на распишување на конкурс, на прием. Филипче е свесен за недостигот на стручни кадри, па проблемот ќе се решава со системна ротација. Значи експерти кои што може да одат на повеќе места, зашто со порано распишаните избори не стигнавме да направиме уште една законска измена во Закон за здравствена заштита, тоа ќе следи после изборите, за да може еден лекар да може да работи у било која здравствена институција со дозвола на менаџерот, директорот на неговата матична јавно здравствена установа. Дисперзија на центрите во повеќе засебни единици не е потреба само за Скопје. Во Охрид, на пример, до 2017 година интегрираниот центар за зависности функционираше на друга локација. Располагаше со простор за добивање метадонска терапија, психосоцијална поддршка, креативни работилници и програма за оспособување за работа. Сега во центарот како дел од општата болница, кој обслужува пациенти од Струга, Дебар и Кичево, тоа речиси и да го нема. Благодарам многу, пријатен ден, се неубаво, чао, чао. Секако им е тешко. Прво, заради физичкото патување, поврзаноста со центарот. Второ, заради финансискиот момент, затоа што на дел од корисниците соодветните центри за социјална работа во општините им плаќаат финансиски надоместок, патни трошоци, на дел не.
Меѓутоа, тешко и самата поврзаност со центарот. Ако се вработени, мора еден ден посебно на тие што патуваат, еден ден да го одвојат за доаѓање по терапија или за преглед. Доктор Лабровска е општ лекар и располага со тим од 3 медицински сестри, а на списокот има 170 пациенти со просечна возраст од 40 години. Значаен дел од нив се веќе ресоциализирани. Еден од пациентите со кој разговаравме во Охрид вели дека борбата со зависноста е исто толку тешка колку и борбата со предрасудите и дискриминација со кои се соочува. Проблеми за кои бесплатна правна помош на луѓето што употребуваат дроги обезбедува мрежата за заштита од дискриминација. Работам приватно, камерман, исто така фотограф сум. Искрено ја себе сум аплицирал до сега 2 пати сум аплицирал за работа, но ете, одбијан сум. Јас не кријам, му кажувам дека сум на терапија тие работи, но се чувствувам здрав, прав за работа, сите тие работи, способен. Дискриминација имат во некои од институциите заради тоа. Кога ќе видат дека си на терапија со тоа и подруго те гледаат. Покрај системска промена за подобрување на квалитетот на програмите за лекување на зависности, потребна е и работа за менување на свеста кај населението, сметаат од ХОПС. Во договор со општините кога ќе почне да се реализира таа дисперзија, да заеднички работиме на едукација на населението. Јас лично не верувам дека само со една или со 2 или 3 едукации ние ќе го смениме менталитетот на нашиве луѓе, меѓутоа секако дека тоа ќе помогне. Една од точките каде се потврла е тоа што во програмите не се вклучени малолетните лица и дел од ромската популација која не поседува лична карта и извод од матичната книга на родени. Веќе 10 години иницииравме прашањето за отварање на посебна програма за лекување и грижа за деца или малолетници кои користат дроги. Таа програма е изработена, меѓутоа во овој момент се уште не е усвоена од страна на владата. Лекувањето на зависност од дрога се одвива во 10 градови во државата или во 11 центри, од кои 2 се во Скопје. Последните податоци на Министерството за здравство од 2017 година покажуваат дека околу 1600 лица се лекуваат со метадон, а 250 со бупренорфин, а се проценува дека околу 6800 луѓе инјектираат дроги. Тоа значи дека опфатот на програмите за лекување на зависности изнесува 27%, што е далеку под европскиот просек, кој изнесува 50%. Шведската тинејџерка Грета Тунберг веќе е рок звезда на светското младинско движење за борба против климатските промени. Акциите што таа и нејзините врсници ги презедоа предизвикаа реакции на целата планета. На петоци за иднината, како што се нарекува движењето, уште во првата половина на минатата година се приклучија и млади од Македонија. Антонио Крстевски за пред се средношколскиот климатски активизам во земјава и првичните ефекти од него. Во август 2018 година, тогаш 15 годишната швеѓанка Грета Тунберг го почна училишниот штрајк за климата. Секој петок пред шведскиот парламент, таа ќе бара нејзината земја да го прифати Парискиот договор за борба против климатските промени. Неколку недели подоцна почнуваат да ја следат нејзини соученици и сограѓани. We will go on with the school strike. Every Friday, as from now, we will sit outside the Swedish Parliament until Sweden is in line with the Paris Agreement. Денес Грета Тунберг е светска икона во борбата против климатските промени. Нејзиниот пример почна да го следат многумина, па на 15 март минатата година се одржаа протести против климатските промени координирано во 125 земји во светот. На петоци за иднината, како што популарно се нарекува маршот, се приклучија и средношколци во Македонија. На почетокот поскромно, но како што одминуваше времето, се зголемуваше присуството.
Најголем одзив имаше на протестот на 20 декември. Како што пренесе Радио МОВ на протестот, меѓу другите, излегоа средношколци од Гостивар, Струмица, Куманово и од најмалку 6 скопски гимназии. На некои места се беше во ред. Но, во Куманово средношколци останаа заклучени во училишната зграда. Во Скопската гимназија Никола Карев пак, директорката со закани се обиде да ги одврати средношколците. Само Никола Карев протестира и нема настава. За последиците не ги гарантира. По овој настан градоначалникот на Скопје Петре Шилегов ја разреши директорката, па учениците во Никола Карев и во другите гимназии послободно продолжија да ги истакнуваат своите барања. Земјата да признае дека е во еколошка криза, да се воведе климатска проблематика во образованието, план за намалување на употребата на автомобили, затворање на електраните на јаглен. Ние бараме, како што бараат и на светско ниво, целосна промена на приоритетите во однос на општеството кое што го имаме, составање на животната средина на прво место, затоа што начинот на делување до сега во кој што животната средина се гледала секогаш како некаква фуснота, како 13-то прасе и на сметка на животната средина се гради, им се допушта на индустријски капацитети да загадуваат без казни и така натаму и така натаму. Според Иво Босилков, кој е еден од зачетниците на петоци за иднината во земјава, последиците од климатските промени веќе се чувствуваат. Можеме да видиме од денеска, мислам, во сред февруари ние имаме ситуација во која што 20 и кусур степени имаме на улицата, едноставно неприродно. Но, какви се засега ефектите од активизмот на младите во Македонија? Првично се чини, најголемиот ефект е врз свеста на граѓаните. Еве имаше денеска родители со мали деца, родители со кулички како стоја до нас на раскрсницата да достоевме и мене тоа баш така ме охрабри дека има уште некој што стои со нас. Но, барем засега нема видлив одговор на протестите од институциите. Љута сум им на надлежните институции што не превзимаат никакви мерки во врска со сите овие еколошки проблеми што ги имаме во државава. При последниот протест на кој имаше и така наречена герила акција се случи инцидент. Неколку демонстранти беа задржани од обезбедувањето затоа што оставија црвени отпечатоци од дланките на прозорците на зградата во која е сместено Министерството за животна средина. Учесниците во герила акцијата потоа завршија на информативен разговор во полиција и заработија прекршочни пријави. Од Министерството за животна средина се правдат дека ништо тоа немало да се случи ако протестот бил најавен. Станува збор за герила акција, значи ненадејна, ненајавена акција, која се одвива по работното време на институцијата, така што никој од вработените во Министерството за животна средина не бил ни информиран за настанот. Маршеви пред нашата институција имало во изминатиот период во повеќе наврати. Сите тие биле најавени и никогаш немало никаков проблем во остварувањето на демократските права на граѓаните да го искажат своето мислење. За младите пак, разговорите во полицијата и казните се показател дека власта не е доволно заинтересирана за климатските промени. За нас дури го символизираше, беше метафора тој момент на начинот на кој што државата се справува со вакви непосредни закани, а со битните ствари постојано тактизира и постојано го влекува. И на крајот на криштата не прави ништо. Според последниот извештај за Македонија за односот кон животната средина изработен од Економската комисија за Европа на Обединетите нации, земјава е особено ранлива на климатските промени. Генералниот заклучок во документот е дека за разлика од земјите членки на Европската унија, донесени се само дел од потребните закони, а имплементацијата е многу слаба. Во препораките се вели дека мора да се донесе закон за климатските промени и долгорочна стратегија за климатска акција, заедно со зголемување на човечките капацитети кои ќе работат на областа. Таков закон, според последните информации од животна средина, е во изработка. Во подготовка се и следните протести на средношколците.
Ве поканувам да останете на Алсат и по кратката пауза. Следува саботажата. За разлика од комшиите, пријателите се бираат. Грешката што се прави при тој избор ја сноси само оној што имал доверба во нив и имал лоша проценка за друштвото во кое влегува. Оттаму разбирливо е да се внимава секогаш кога некој ќе сака да му бидете компанија. Знаете, јас со Вилма Русковска не сум другарка за да имам доверба. Пријателството и довербата постојано се на тести за да бидат цврсти. Потребно е во континуитет да се градат. Само не се знае за каков вид другарство станува збор кога професионалната определба и кариера не зависат од квалитетот на извршување на задачите, туку од персоналните релации. Доколку позицијата ја напушти Љубомир Јовевски, ја напуштам јас. Иако ова само навидум звучи неизвестно, тој и повеќе од јасно се надзира, ама не од некоја политичка или друга значајна причина, туку поради фактот дека тој веќе ги исполнува условите за заминување во пензија. Но таму се уште не е тој за кој во обид да се зацкрие вистината се тврдеше дека бил. Виш јавен обвинител господине Заев е таткото на вашиот советник. Порано бил прегаска, кажавте на невистина дека родителот на Маричич е пензиониран обвинител, а не е. Проверивме на паузата, не е. И треба да се извините на гледачите. Толку знам јас, значи. Гласот на изборите се добива единствено врз основа на стекната доверба. А таа се проблематизира не само тогаш кога не се говори вистината, туку и кога таа неумешно се камуфлира, само за да не се каже. Кога ќе дојдете на власт, ќе го поништите договорот од Преспа или нема да го поништите договорот од Преспа? Многу е јасно тоа, мора да го кажете, политичарство. И при тоа треба да кажете. Ако го поништите, како тоа ќе го направите и што тоа и нудите во такви услови на државата. Јас го имам кажано 40 пати одговорот на прашање. Да се вратиме на суштинава. Суштината е во недоверба, таме и таа ја губи смислата ако се бара на места каде што според сите очекувања не би требало да биде поставена како дилема. Оти навистина е невообичаено да му се поставуваат на министерот за здравство прашања на кои единствено може да одговори оној за чија номинација стоите. Имате ли, министер, евиденција колку лица влегле во државава од најзафатените подрачја со коронавирус преку граничните премини и аеродромите? И зошто немате контрола на истите? И на крајот. Како успеавме ние да останеме нормални? Па, ја не мислам дека остана, односно, да не биде се навредливо за вашите гледачи, не. Е многу тешко да се задржи некаква нормалност ако ме прашувате за тоа. Кај нас изгледа нормално се, а камоли тоа што не е. И тоа во доверба изгледа тајната на успехот. Се одјавуваме за вечерва. Благодарам за вниманието со кое не следевте. Ке се видиме повторно в петок од 22. До тогаш следете не на веб страницата 360stepeni.mk.